Ако 2022 година беше година на енергетска криза и крај на пандемијата, која мина во сенка на инфлацијата и поскапувањата, новата 2023 година е година на големи очекувања, но и сериозни предизвици за граѓаните на Македонија. Над земјата веќе надвиснува облакот на грижи поради спорот со Бугарија, финансиската криза, но и последиците од војната во Украина, која економски го парализираше светот. Граѓаните сепак се надеваат дека стравот и неизвестноста ќе ги заменат со оптимизам и успех и дека тие во новата година заслугите за справување со состојбите ќе си ги препишат сами на себе си, отколку на функционерите. Многу неизодени чекори останаа за следната година на македонската политичка и економска патека, но како приоритетни, сепак може да се издвојат три клучни прашања за кои ќе биде неопходно да се повлечат вистинските потези. Справувањето со корупцијата како еден од најсериозните општествени предизвици, потоа спорот со Бугарија, кој наметна сериозен састој во евроинтеграциите на Македонија и како последно, но не и најмалку важно, справувањето со економско-енергетската криза, како една од најсериозните операции, која има и политички импликации. Но граѓаните се оние кои велат дека оптимизам и борба за подобро утре треба да започне да се применува саме и од себе си. 25 минути ги праша кој според нив треба да бидат избрани за личност на годината и кој е најзаслужен за нивните животи во годината што измина. Што очекувате од новата година? Новата година да ги снижат цените, да помогнат на младите да се запослат, да не одат надвор од Македонија, да пензионерите поголеми плати, али конкретно треба држава на сите пензионери и студенти, кој што ради Вучич, значи на сите да им даде макар по 100 евра. На сите граѓани со ниски примања. Значи оптимизам очекувате, пандемија, енергетска криза, инфлација, вие секако се одлучивте за оптимизам, дека подобро ќе биде следната година. Јас се надавам, ја мислам дека тие ќе се освестат, нашите функционери, нема само да мислат за нивното богатство, нели? Него треба да мислат за народот кој го држи, кој трошат неговите пари, а народот се е посиромашен. Значи ништо не мислат. Или да ги смериме сите, или да направи тоа што сам рекла, значи макар поклон и цените да се суредат, младите да не одат надвор. Добро, и на кого ќе ги препишете заслугите успешно преводување на оваа година на пандемија, на граѓаните или на функционерите? На граѓаните. На граѓаните. Сами на себе. Сами на себе, иначе гледаш што прават, не можеш ништо. Значи треба да ги смениме. Обавезно. Нови да дојдат, млади да дојдат, кои имаат таква структура, учени, наши млади, лепи, убави, високо образование, а нивните дипломи се све купени, самите рекоа. Самите рекоа, нек не слушав. Купени и намештени за фамилијата и за себе, а не знаат колку е 2 и 2. Значи заслугите идат на граѓаните наместо на политичарите. Граѓаните, на младите луѓе, да не одат тука да седат. Корупцијата очигледно е најголемиот противник на оваа земја, рече амбасадорката Агелер на САД во Македонија во декември годинава. И други нејзини забелешки го привлекоа општественото внимание, но најмногу нејзината објава дека тим за санкции од Вашингтон дошол во земјава за да направи поагресивен увид во актерите на корупцијата од минатото и сегашноста и да ги разгледа сите можни одговори. Покрај борбата со корупцијата во годината што следи, се поизвестно е дека разговорите меѓу двете соседни земји Бугарија и Македонија ќе продолжат и во наредните 365 дена во обид да се изнајде прифатливо решение, откако Европската унија стави јасно до знаење дека за билатералните прашања, особено историските разлики, нема место во процесот на проширување. Интенцијата е прашањата кои се однесуваат на заедничката историја да се дискутираат во Комисијата на историчари која создадоа двете држави во рамките на договорот за пријателство. А Бугарија е на потек да докаже дека не само декларативно, туку и со чисто срце сака Македонија да се приклучи во ЕУ. Анкетираните граѓани велат дека старите ветувања на политичарите се шверцуваат во секоја нова година. Дали со оптимизам ќе дочекате новата година? Да, секако.
После година на пандемија, економска криза и инфлација, што очекувате во новата година? Што Очекуваме убави нешта во оваа година, да мислиме да започнеме новата 2023 година со убаво, на позитивно, им посакувам на сите убави ни. во однос на функционерите, нивните зборови, наветувања да се оправи состојбите во државата, убедени сте? Убедена сум дека ќе биде се како што треба. И заслугата за кого ќе ја препишете, на самите граѓани за успешно поминати 2 години во пандемија и економска криза, или ќе ја дадете заслугата на политичарите? Па не можам во тој дел да се произнесам. Не се заборави и честитката за новата година, која граѓаните ја добија на почетокот од 2022 година, со повисоки сметки за струја и парно. Од јануари струјата поскапе за речиси 10%, а цената на парното се зголеми за 14%. Храната почна да поскапува поради повисоките цени на енергенсите на светските пазари поради руската инвазија на Украина. За околу 30% поскапи и храната, а Македонија годината ја заврши со инфлација од речиси 20%, највисока на Балканот и меѓу највисоките во Европа. Споредбено со 2021 година, сега на едно 4-члено семејство да ја наполни потрошувачката кошница, му треба уште една минимална плата. Политичарите да гледаат повеќе на народот, отколку за себе во новата година, посакуваат дел од граѓаните. Дали со оптимизам влегувате во новата година? Што очекувате од новата година? Се најубаво. Прво здравје, среќа, мир, се најубаво. Во однос на оние домашни работи што не мачат, инфлацијата, поскупувањата, па војната во Украина, може и енергетската криза, очекувате ли политичарите и функционерите да ги средат овие работи во новата година, да не биде бреме за граѓаните? Па ја искрено да кажам, не ми се верува некако. Некако се одоговлачи и како да не гледат за народот, него за себе. Тоа е моje мислење сега. Дај Боже да бидиме оптимисти. Ја би сакала Јас сум повозрасна особа, али би сакала за моите внуци, правнуци да биде се најубаво. Добро. И ако е подобро, и на кого ќе ги препишете заслугите? На функционерите, политичарите или пак на граѓаните што успеа овие 2 години тешки да минат како што успеа да го закрпат и месецот и годината? Најискрено за граѓаните. Што да ви кажам? Заслугата оди кај граѓаните? Да, јас сум за нив. Па сега не знам, може грешам, али ја мислам ние сме поотпорни, поиздржливи и се надеваме и мислам дека ќе одбереме позитивната страна. Кои се очекувањата за следната година за вас на приватно поле, меѓутоа и за државата, каде работите и слично? Ја работам у приватна фирма, Добро. Екчио сум. Очекувам подобрување на целата ситуација со енергетската криза, со пандемијата нели веќе заврши. Сега со војната да видиме како ќе биде. Се надеваме дека се ќе биде окей. На приватен план очекувам плати да се зголемат. Државата да крене така напред, нели со ова почеток на преговори, да видиме како ќе биде. Сепак ветувањата за подобрување на животниот стандард испрати и државниот врв во новогодишните честитки до граѓаните. Председателот Пендаровски побара да се врати владењето на правото и одговорноста, додека за спорот со Бугарија рече да не се брза за решавање на проблемот. Премиерот Ковачевски пак посака државата во новата година да продолжи да напредува и да ги оствари целите кои ќе донесат подобри утра за граѓаните. Тој посочи дека целото негово знаење и искуство ќе го искористи за подобрување на животниот стандард. На овие желби се надоврза и спикерот на собранието Тала Џафери во неговата новогодишна честитка до граѓаните, каде тој порача дека треба да се насочиме кон обединување на општеството и да се обидеме да ги сочуваме младите во земјата. Што очекуваш, кратко да не кажеш, од новата година? Дали очекуваш лично подобро за тебе, твоето семејство, школото, оценките, здравјето? Па, се најдобро да се надевам. Па, да најде си, не знам. Па. Повише петки до подобар успех? Се надеваме за повише петки, за подобар успех до нова година. Во однос на овие работи што не мачат тебе и твоето семејство, поскапувањето, инфлацијата, енергетска криза и така натаму, што очекуваш? Дали мислиш дека политичарите ќе ги решат тие проблеми во следната година? Што мислиш? Се надеваме дека да, не се занимавам с толку с тие работи. Ќе ги послушаат политичарите граѓаните?
се надеваме ако се така добро. Што се И на кого заслугата ќе препадне после, на тебе, на граѓаните или на политичарите ако се реши на цела- граѓаните. На граѓаните. Што значи граѓаните ќе успеат да ја пребродат оваа ситуација? Да. Повеќе од јасно дека заслугите за уште една исклучително тешка измината година треба да се препишат на граѓаните и никому друг. Тие беа единствените кои во пандемијата, енергетската и економската, а сега и политичката криза преку спорот со Бугарија, успеа да создадат ваков или онаков просперитет, надеж и среќа да се минат овие периоди. Иако не знаеме што ќе донесе годината што е пред нас, реалноста е дека животниот тек ќе се менува, а уште и ние повторно ќе треба да се прилагодуваме дополнително. Како и која траекторија ќе одбереме да се движиме, најмногу ќе зависи од самите нас, но и од оптимизмот на самите граѓани. Маргарита Цаца Николовска, минатата година ја обележавте со вашата борбеност, вашата борба, инсистирање на правна држава против корупција, за навладење на правото да функционира оваа држава во некакви демократски вредности и принципи. Како треба да изгледа 2023 година за Македонија? Мојата борба беше и за човекови права. Да. И мислам дека во таа насока ќе продолжи не само мојата борба, борбата на Институтот за човекови права, борбата на граѓаните кои што сакаат демократијата, владење на правото, заради тоа што без овие три, да кажам, елементи, не може да има правна држава, ниту граѓаните да бидат задоволни. Она што е особено важно е законите кои што се донесоа во насока да се подобри ситуацијата во државата на полето на владење на правото, сега треба да најдат можност тие закони да почнат да се имплементираат и да делуваат. Значи да произведе дејство. Ние имаме многу измени, имаме многу нови законски решенија. Европски решенија се тоа? Да, некои се европски, некои уште не ја достигнала европската вредност. Меѓутоа, во главном, апсолутно дека во колку се пременуваат тие закони, функционирањето на државата, на овие принципи, на владење на право, на демократија, може да се очекува. Злоупотребата или неправилното толкување на законските решенија и неправилната примена, поддржана на сите нивоа, е проблем. И тоа е нешто што треба да се решава, како што треба да се решава и прашањето на неказнивост, како што треба да се решава и прашањето на недискриминација и прашањето на неселективност. Овие три прашања се многу битни и во една насока во која што денеска државата има проблеми, во колку не се ефектуира нивната примена во насока да се казнува, во насока да нема дискриминација и во насока да нема селективност, и предходните три принципи за владење на право, за демократски пристап и за заштита, промовирање на човековите права, може да очекуваме задоволство од граѓаните. Тоа е сега најбитно. Државата се бори, односно сегашната влада се бори за влез во Европска унија и тоа е апсолутно во добра насока да продолжи таа борба, да на крајете дојдеме во европското семејство, каде што мислам и дека заслужуваме. Заради тоа што проблеми има и ќе има проблеми. Меѓутоа, работата е тие проблеми да се решаваат на најсоодветен начин, каде што граѓаните ќе бидат задоволни. Тогаш во тој концепт на граѓаните да бидат задоволни, задоволство нели на граѓанството,
Најважно е всушност се виде според многу истражувања судството, правосудниот систем да почне да функционира. Партизираноста, неефективноста, всушност корупцијата се длабоко забраздени во оваа сфера. И граѓаните сакаат да слушнат решенија. Значи, овие принципи за кои што зборува, во колку се применуваат, и ова за што зборува в примена на законите, неселективност, казнивост, сето тоа се во насока на зголемување на довербата во правосудството и за елиминирање на корупцијата. Ние имаме тела кои што можат да се борат против корупцијата. Меѓутоа имаме па и тела кои што ја оневозможуваат таа борба. И тој конфликт е проблематичен. Меѓутоа, кај корупцијата е проблемот и непријавувањето на корупцијата. Она вчера што го видовме на телевизија со ситните апоени од евра во кутиите или во, не знам, фјоки на полицајците кои што ги... Тоа било практично мито. Тоа е нешто кое што укажува на мито или корупција на многу ниско ниво, со многу малку во суштина средства. Но граѓаните се согласуваат на тоа. Тоа. Која е вашата порека? Пораката е пријавување и неприфаќање на давање не ситно мито, никакво мито. Значи, ако ние самите не се бориме, ако ние самите не придеме во пријавување, и ако тоа пријавување не го поддржуваме, ако граѓаните немаат страв дека ако пријават им следи одредена казна, реваншизам, закана и така натаму, ќе можеме да очекуваме нешто што е добро за државата. Корупцијата е многу тешка за искоренување и во таа корупција треба сите да се бориме. И многу тешка за докажување. Не е корупција само пари. Тргување со влијание, конфликт на интереси, се. Еден најмален сегмент во примена или во непримена на принципот на владење на право може да доведе до корупција. Многу се зборува за таа корупција во судството. Јас се надевам дека во наредната година ќе има некој успех во детектирање на тие коруптивни дејства, за кои што толку многу се зборува, од сите аспекти. И се надевам дека правосудството ќе успее да се избори за она негативна перцепција што ја има за себе. Како да се прочисти тогаш правосудството и судството? Прво мислам дека е најголем проблем што судните органи комплетно молчат. Че ние имаме толку многу навреди. Ние имаме толку многу укажувања, да кажем. Навредите први ги спомнав заради тоа што навреда е кој ќе се каже дека целото правосудство е така. Не е така. Има луѓе кои што не заслужуваат. Но тие молчат, не излегуваат. Тоа е она за кој што зборувам. Тие молчат. Молчењето секако може да се толкува, меѓутоа во дадената ситуација не може да се толкува позитивно. Заради тоа што никој нема да им ги реши проблемите. Нити владата може да им ги реши проблемите, нити пак Америчката амбасада или некој друг. Иницијативата треба од кај нив да потекне. Треба нешто, тие кога почна да се зборува првпат за корупција, голем број на суди излегоа и рекоа, ние меѓу себе се знаеме. Ни една пријава. Што тоа значи? Само да се каже нешто? Не. И што е најважно, со работа, со дигнитет, со интегритет, најлесно се докажува дека не постои корупција. Меѓутоа, најголемата придобивка е знаењето. На знаењето, кој ќе ги додадете елементите на дигнитет и на интегритет, можете да очекувате некаква разрешница.
За ветинг се зборува. Јас ветинг како ветинг имам малце подруго мислење за тоа што тој би значил. Но да се започне со потекло на имот. Апсолутно. Знаете што, Во тој потекло на контекст да имот, биде. потекло на имот и порано можело и сега може да се Во секој- испитува во во секој секој момент. момент. Па пријавување на самиот имот што значи? Не сакале да пријават имот. Казнувањето за непријавување на имот е минимално, меѓутоа тоа не е битно. Може да се испита имотот и може да се испита потеклото на имотот, ако се сака од тамо да се почне. Така да има многу елементи од каде што би требало да почне да се санира ситуацијата, да се покаже волја. Ако се покаже волја, ја мислам дека сите ќе се охрабрат и ќе има некакво поместување во оваа насока, а не само политички декларации. Ова е вака, она е онака, меѓутоа без ефект од сите тие политички декларации. Зборувам апсолутно за сите политички партии. Опозицијата е во позиција да напаѓа. Тоа е не за работа. Меѓутоа и нападот треба да биде аргументиран. Не може само да се напаѓа без да се презентираат докази. И решенија. И се решенија, апсолутно. Истото е и за позицијата. Мора да се укажува, мора да се охрабрува овој народ за било што ако се сака да се напредува и ако се сака и ако се очекува нешто од тој народ. Јас мислам дека сега судиите и обвинителите, адвокатите, нотарите, извршителите се на потек. Сите во рамките на своите надлежности. Дали тоа ќе оди преку нивните асоциации, дали они во своите редови ќе почнат некакво прочистување да прават, или тоа ќе се прави преку институциите на државата, тоа граѓанинот не го интересира. Граѓанинот сака резултат. Граѓанинот сака да види дека сите што погрешиле пред законот ќе одговараат. Дека владење на право е за сите обврска. И човекови права е за секого обврска. Добро, јас ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. За Македонија, каква што ја сакам во 2023, потребно е да се основа една надопштинска, повеќе градска продавница за боја, што убаво фаќа на асфалт, и да се најде еден ентузијаст за прави линии да го прецрта сиот јавен простор, а оние вредни создавачи на правилници, закони и политики да и дадат на оваа линија моќ што веднаш стапува на сила. И така би ги прецртал сите главни булевари во сите градови, каде би оставил минимален простор за автомобили, а сите други ленти би ги означил за велосипеди и јавен транспорт. Едноставно нема друго решение за чиста околина, одржлив превоз и лична сатисфакција да не загадуваш. И не само главните булевари, туку сите улици во Македонија сакам да имаат обележани по пропис велосипедски патеки. Понатаму сакам оваа линија да ги означи периметрите на сите паркинг простори како парцели со намена, ослободување од асфалт, бетон и бекатон, и да никне отворена почва каде рој дрва, грмушки и тревници ќе го заменат овој ауспух пейзаж, но и да го потцрта природниот предел како зона со забрана за градба. И конечно, оваа линија сакам да ги означи сите градби и згради кои го попречуваат работењето на котлините, езерата и планините, и би сакал да видам отворени приземја кои пропуштаат воздух, намалени згради кои пропуштаат светлина, и сакам, можеби, целосно отстранети градби, за во зимо да не се гушиме, а во лето да не перка свеж ветер. Навистина, посакувам само една континуирана линија, која ќе ни даде правец и ќе ни покаже како да живееме заедно со околината, а не против неа, и ќе го претвори овој скромен предел во едно пријатно место за живење.